После успешните квалификации за светското првенство во Алжир, селекторот Илија Темелковски, наш гостин во Телеграф МК, ви честитам за пласманот. Ова ви е веќе трето првенство со јуниорската репрезентација. Долго сте во овие селекторски води со мали прекини, но повторно сте тука. Имавте 3 тешки дена, па еве накратко една оценка за она што беше направено од момците за овие надпревари. Па вака, благодарам за честитките. Знаете како кога добро се ќе се заврши, морам да кажам дека сум задоволен од она што го постигнавме со младинската селекција. Не е мала работа едно светско првенство, присуство на Македонија и посебно ми е драго што оваа генерација врза едно европско и едно светско првенство поред и добро е за оваа генерација што се потврдува низ европска и уште една шанса и ќе беше навистина лошо ако оваа генерација, ова им беше последен настап, него си го продолжија престојат на едни големи надпреварувања. Генерација која што е 20-21 година, али можам да кажам дека дел од оваа репрезентација можеби 7-8 играчи се и помлади што ќе бидат наредната година веќе јуниори. Така да беше состав на млада репрезентација и кадарска репрезентација што се родени 98 помлади и тоа е добро. Значи да не речам малце поискусни, малце понеискусни, тоа го склопивме се како што требаше. Тешки припреми имавме во Маврово, поготово тројца играчи од селекција, Талевски, Неловски, Велковски, помалку беа присутни со нас. Немавме многу време, али го искористивме максимално, ги уклопивме и нив, мада они и во клубовите се заедно. Имавме некои, можам да кажам, се припремавме највеќе акцентот го ставивме на Полска, испадна дека Португал е многу една пристојна солидна репрезентација. Мислиме дека преку Полска сме обезбедиле пласман. Ја малце сакав тој оптимизам кај децата после Полска да го симнам доле. Се виде не одигравме баш квалитетно против Португалија. Добро што успеавме да изиграме нерешено, за да останеме во игра и до третиот надпревар. И знаете, третиот надпревар момците експлодира на некој начин, дадоа максимум, направивме еден висок резултат против Турција и мислам дека заслужено се пласиравме на светско првенство. Се соочивте со проблеми уште пред почетокот на подготовките. Филип Кузмановски не достига многу и во сениорската репрезентација, а неговото отсуство во јуниорската е секако очигледно. Покрај тоа на првиот надпревар се повреди еден од клучните ракометери во одбраната, со кој што не можевте веројатно да го надоместите на место на Горан Крстевски, да го надоместите, па веќе тоа се два клучни играчи кои што во клубот играат годинава во Лига Шампиони и во секоја лига редовно. И како се снајдовте со тој момент и колку нивното присуство ќе биде клучно вако за оние надпревари што ќе се играат во Алжир? Па точно е тоа. Го немавме Кузмановски, го немавме Крстевски, го немавме и Јегориновски на десната крилна позиција. Тоа се 3 играча. Успеавме, имавме мањак играчи во таа ротација. Се замислете која на подготовките за светското првенство ние ќе убациме некои други јуниори, да малце се зголеми таа на некој начин условно конкуренција. Со Кузмановски, Крстевски, Јегориновски и некои други играчи ќе бидеме комплетни, дај Боже да бидат здрави децата до подготовките, дека во ротација, во таа задна линија ќе имаме 5-6 квалитетни играчи, кои што многу ќе значат за тоа што тие играчи сите играат и во одбрана и во напад, во двата правца, така да очекувам една посилна репрезентација него што бевме сега на овие квалификации и можам да кажам со право дека не само што ќе учествуваме на тоа светско првенство, него ќе бркаме и еден добар пласман на тоа светско првенство. После надпреварот против Турција ве прашав само кратко. Ви реков ми треба само краток одговор. 2000 година квалификациите во Охрид, 2017 година квалификации во Скопје. Драма и во Охрид, драма и во Скопје. Сепак пласмани таму и таму. Да. Што е она што беше потешко овој пат за разлика од тогаш? Поминаа многу години од тогаш. Тоа беше таа генерација на Кирил Лазаров.
во последната секунда обезбедивме пласма на Европско првенство. Сега тие се две различни работи. Сега ни треба многу голови. Многу голови. Пред надпревар и за време на надпреварот у континуитет имавме притисок. За разлика од тамо, бркавме, на крај стигнавме и успеавме. Сега, пред утакмица имавме притисок, за време на утакмица голем притисок. Турците прво половина се покажа како една добра и мотивирана репрезентација. После дојде еден пат нивни, снима некои повредени играчи, изменија некои своји играчи, али требаше да бидеш јаки психолошки и физички и тактичко-технички. Ние цела утакмица против Турција игравме 7-6, со тоа што нас ни требаа голови, ама и ги советував играчите дека прво ние одбрана, а после напад, затоа што ако имаме добро одбрана ќе направиме резултат. Ако играме гол за гол, нема разлика, нема резултат, па како и да играме напад. Него акцентот беше одбрана. Второ полувреме ја кренавме одбраната многу на повисоко ниво, примивме само 7 гола. Нападот знаевме дека ќе функционира и ето успеавме да се пласираме. Во 2000 година Кире, Мојсо, Митков, уште многу други ракометари, прв пат со вас се пласираа на едно надпреварување, односно прв пат заедно како екипа. Овој пат Талевски, Неловски и уште другите, ако сите кои што беа да не ги споменуваме, односно да не извојуваме никого, повторно се со вас на едно големо надпреварување од типот на светско првенство. Тие ракометари од 2000 година уште траат, односно уште се дел од оваа репрезентација, односно сениорската. Може ли да ги очекуваме и овие момци кои што сега обезбедија пласман, барем еден дел од нив по 17 години како дел од сениорската репрезентација? Има ли таков потенцијал кај нив? Има. Ја пред неколку години мислев дека ќе дое македонска репрезентација во еден вакуум период откако ќе завршат кариерите на овие родени 80 година што беа на Европско првенство во Атина. Сега сум многу поголем оптимиста, затоа што оваа генерација, секоја генерација се вади по некој играч кој што долго време се задржува оваа селекција и ја мислам дека таа генерација на Кирил Лазаров, многу играчи долго време играат уште за репрезентација. Не само наумче мој Кирил Лазаров, тука беше и Борко Рисевски, Темелков, Митков, Јоновски, да не пропуштам некој, али многу играчи. Од таа другата генерација кај што беа Филип Лазаров, Кузмановски, Мите Стоилов, Миркуловски, Борко Ристевски и сега од оваа генерација, да не речам, сега во моментов се веќе арапстивци, Талевски, Неловски, Велковски е тука може Палевски да дојде, Пикерите се тука, Арсеновски, Голманите, Томовски. Така да има играчи кои што од оваа генерација, младите што ги водев сега на овие квалификации, мислам дека долго време и тие ќе се задржат во репрезентација. Покрај тоа може да се пофалите и со успех против Исланд. Еден од ретките наши селектори кој што водел репрезентација и успел да го совлада Исланд на домашен терен и да се пласира на светско првенство. Таму завршивте на 11-то место од 2009 година во Хрватска. Сега сте повторно дел од сениорската репрезентација. Какво е вашето очекување на овие надпревари кои што престојат од 12 јануари во Франција? Имаме 5 тешки средби. Што може да очекуваме? Вака, тогаш 2009 година, после 10 години пауза, некако кога да го пробив мразот. Од тогаш, нон-стоп нима на тие големи надпревари, европски и светски. Репрезентативците зреја, игра во јаки европски клубови, имаат големо искуство. Дел од тие сега не се, али има репрезентативци кои што уште се на некој начин костурот на оваа репрезентација и товарот го носат. Мора да бидеме предпазливи. Исто вака беше и во Хрватска, која прочитавме групата, рековме многу тешка група. Полска втора у свет, Германија, Русија, Тунис, Алжир. И сега е исто тешка групата која прочитавме. Репрезентации со голем рейтинг во европски и светски рамки. Јас сум оптимиста. Добро се припремивме, добра атмосфера има во репрезентација и некако оваа комбинација млади и искусни, мислам дека ќе вроди плод и ќе можам да кажам дека ќе се представиме добро на ова светско првенство. Сигурно. Благодарам многу и секако ви посакувам
ете тоа 11-то место нека биде барем за едно скалило подобро, нека биде четврт финале, а тогаш сте сигурно меѓу 8. Се ни убаво во Франција и очекуваме секако позитивни вести прво таму, а потоа ќе навиваме секако за добра група во Алжир и едно убаво лето таму. Благодарам многу.